Со над 600 ружи од влезот на градот па се до гробот на Тоше, вака денеска беа пречекани 12 маратонци кои во чест на нашата најголема музичка звезда. На 11 годишнината од неговата смрт трчаа од Нова Градишка, Хрватска до неговото вечно почивалиште. И годинава Србија без објаснување не дозволи маратонците да поминат низ незина територија. И истрча преку 420 километри на територијата на Република Хрватска и територијата на Република Македонија, за кои што потребни ни беа нешто повеќе од 43 часа. На маратонците годинава за прв пат им се приклучиле и четворица членови на Сдруженијето Тиквешки точакџии. Ние сме тука да ги негуваме, да ги чуваме делата Тоше што ни ги остави, сечевањата на него и да користиме секоја прилика, значи да ги запознаваме и помладите кој бил Тоше, што оставил за нас и на тој начин неговата звезда на небото што подолго да остане да сјади. Во Крушево денеска имаше стотици фанови на Тоше од целиот Балкан. Доаѓам тука од 2008 година. Сум била над 30 пати во Крушево и не пропуштам ниту една годишнина или роден ден од Тоше. Јас доаѓам од Русија. Прв пат дојдов тука во 2012 година. Од тогаш имам дојдено неколку пати. Многу го сакам и почитувам Тоше. Секоја година доаѓаме во Крушево и тоа не само на 16 октомври, 25 јануари. Тука сме затоа што го сакаме Тоше. Тоше е најдобриот пример и за старите и за младите и сите треба да се сеќаваат на него. Јас сум родена на 25 јануари. Јас секогаш празнувам два роден дени. Малку плачам, но гледам да сум и радосна и да го празнувам роден денот и за Тоше. Од Меѓународната фондација Тоше Проески најавија промоција на новиот албум на Тоше на концертот кој ќе се случи на 2 ноември во Скопје. На кој што учество ќе земат повеќе балкански звезди, а фановите на Тоше ќе имаат прилика да ги погледнат трите нови видеоспота кои што се изработени тука во Македонија и промоција на новиот англиски албум кој што се работеше во студиото на познатиот англиски продуцент Енди Рајт. Албумот е насловен Secret Place, тајно место во превод на македонски, број 10 нови музички numери кои што ќе бидат еве на некој начин продолжување на ликот и делото на Тоше. Идната пролет се очекува да започне изградбата на новиот гроб на Тоше, за кој владата оддели 150.000 евра. Имавме некои правни проблеми и процедури кои се надминаа. Во моментов работиме на изработка на идејно решение и проектна документација која секако ќе биде транспарентна и чекаме имплементација до напролет на изградба на достоен вечен дом на нашата поп-икона и амбасадор на Република Македонија Тоше Проески. Присутните ја посетија и спомен куќата на Тоше Проески, која од 2011 година до денес ја имаат посетено над 650 луѓе од целиот свет. Со тоа стануваме еден атрактивен музеј кој што се повеќе луѓе доаѓаат и го посетуваат и имаме што да понудиме. Најразлични се фановите како од балканските земји кои што се најприсутни од Србија, од Црна Гора, Хрватска, Словенија, но бугарите и русите, пољаците, чесите се исто така доста присутни тука во спомен куќата. Од Сабајле имавме исто така и една посета од Тајланд, еден автобус од 50 туристи каде што беа воодушевени од нашиот објект и од она што го презентираме ние тука и вчуденевидувачки беше фактот што колку тие многу беа запознаети со Тоше, неговото дело и она што тој го остави зад себе. Во куќата денес се одржа и креативна работилница, каде тематски се изработуваат дела поврзани со спомен куќата и Тоше.